Здраво на сите, нова епизода од нашиот подкаст Нагости кај Прилепченец. Зошто се вика подкастот така, тоа ќе го дознаете во последната епизода од првата сезона. А сега благодарение до сите оние без кои ова идеја немаше да се случи, првенствено до локацијава на која што снимавме, до пицеријата Верна 1990 и до домајчино Менде Младеновски, а воедно и наша логистика сите овие денови. Благодарение до Бојан Илиевски, директор на фотографија и на светло, до Јосиф Трајковски камера, до Љупчо Тодоровски аудиопродукција, благодарение до нашите пријатели, до стоматолошка ординација Караџовски, до пекара Алекс и до мое пазарче. А сега нешто за гостино во ова епизода. Ни гостуваше младиот доктор со стари хип-хоп навики на културен бунт и на изграден став. Муабетевме со Петар Кузмановски. То шо прави со медицина, шо прави млад доктор денес? Колку треба тој да прати што се дешава? Тоа дали е возможно? Вече не е возможно тоа. Ќе правиме муабета. Значи, не е возможно. А на некој начин е неопходно? И се Да. Сега сме многу оптеретени со COVID, иначе и сега на другите работи се забораи. Знаеш, се е посветено COVID, се компарација е со COVID, со ова сона. А иначе да ти каже некој дека во годината излегува преку 100 лека нови, што ода на, разбираш, ревидирање на тие такви, ќе речи, разбираш, светов што се дешава. Значи, цело време има нови лекарства, му е чудно дека може да излезе толку брзо. А не е чудно. Баш напротив. Е нормално. МРНК вакцина е метода од 2015 што се работи. Значи не е ова сега, му текна сега го смисли, стара метода е. Што сега најде начин да се искористи. Ама тоа е, не знам, дали да правиме се тоа мовит. па дали да правиме? Хајде да гледаме да дајме некој насоки во смисла како може луѓето поквалитетно подобро да се информира. Знаеш, од кај може сето да се согледа некоја денешна ситуација во таа, иначе да навлегуваме многу. Коќе читав сега на Facebook, ми излегува израелците измислија нов лек. За само 5 дена те прави кукурек. Знаеш, кој ќе видиш дека таков наслов Баш со поделува. ваков маркетинг слоган. Да, таков беше наслово на веста на Facebook и ти го споделува тој, знаеш кој шо и од кај му се веродостојни информации. Тоа е како да коментираш за тоа. Нема за дебата се потребни двајца на исто ниво. И тоа дека се не зна, мислам дека се прости, шо и да. Тука е дебатата цело време, разбираш, секој се навредува дека шо ја глуп сум. Не си глуп. Не си информиран во тоа место. Значи како да му објасниш ти на некој дека посто научни списанија, значи во научно списание кој ќе објавиш ти не значи дека е закон, прво и основно. Треба да го објавиш шо и да е, да смислиш нешто, треба да го ревидираш, да оди на рецензии, лектори, професори, универзитети, да направиш еден труд и да го објавиш во научно списание. И тоа не е закон, готово, не значи дека сега ја го објавив ова и тоа е тоа. Утре ме разбираш, ќе се најде некој, ќе го повтори експериментов тој што си го направил таму во тој научниот труд што си го опишал и ќе му добија сосема други резултати. И тој ќе објави за истото. И сега имаш две спротивставени во кои да верувам јас. И тука е работата. Научниот труд не се базира на тоа овој каже или овој кажа, туку колку пати еден експеримент е правен. Јас денеска можам да објавам научен труд, значи слободно можам да објавам научен труд за некој Њутонов закон. Пример, шо е тоа? Њутонов закон ти кажува дека разбираш, силата
против силата е исто така. Акција, реакција. Акција, реакција. Тој така напишал некој труд, ја можам сега, чакам да видам дали е вистина законов од Њутон. И ќе го направам експериментов тој што го правил, и ќе ги добијам истите резултати, и ќе напишам, разбираш, еве, го повторивме законот, и е вистина нештото, и ќе го објавам во научен труд, како научен труд во научен весник, и само тоа ќе дојде плюс на тоа тој што го направил. И сега има такви милиони луѓе, научници, што го повторувале и затоа е закон. И затоа постои. Разбираш? И затоа е неоспорно нештото. Ако ќе имаш ти нешто ново сега, например лек, еден ме разбираш, едно ќе напредува. Како што претходно рече дека на годишно ниво Да. се појавува колку беше бројката? Стотици лекарства нови, се измислува лекои. Никој за тоа не коментира оти овие лекои се штетни или не се штетни, не се интересни. Не се интересни во моментот, сега моментот е COVID, ме разбираш. И сега за тие лекарства ќе ода, ќе врва низ филтри, низ секакви сертификати да добија. Кај нас да влезе еден лек во Македонија, потребни се 7 сертификати од 7 различни авторитетски куќи, што треба да верифицира дека лекот е добар. Значи тој лек негде во светот што бил прогласен, разбираш, СЗО, FDA, сите што го прогласиле дека е добар, кај нас за да влезе да се продава, треба да добија 7 различни сертификати. Тоа е тоа што сакам да ти кажам, дека се проверува на многу сложен начин и ти да го поноставиш нештото на ова рече некој дека ќе бидеш кукурек, е срамно да дебатираш со таков човек, што не знае како функционира од претходно нешто друго. Јас сега да седнем и да ти објаснувам како се ора нива. Јас знам дека се ора со плук. Ама утре ќе дојде некој ќе ти каже, чекај малце, ова земјава треба да биде вакаровка, треба да има заврнето, треба ова одавде, треба, зашто ми каже 300 битни работи што ти не ги знаеш, оти не го работиш, така. Преска што правевме муабет, секој за своето си го знае, си го разбира убаво, си го работел со години. И сега не можам јас тебе да ти објаснам дека ова не е току така, дека дојде сега го смисливме леко и излезе. Овде можам да речеме да го лоцираме проблемов во ова ти што кажуваш, дека ние може како граѓани, не овде, туку граѓани на светов, губиме доверба едноставно. Зошто? Не знам, ама ете, ако изгубиш доверба да му веруваш на овој дека добро ќе изора, на овој дека добро ќе го направи она, добро ќе фотографира и ти сега ако почнеш во сеја се сомневаш, ќе се сомневаш нормално шо? И во Рачов, и во докторов, и во... Да. Ко почна првиот знак за ковидов, како беше таму јануари беше, неле? Имаше еден многу убав збор. Инфодемија. Првата инфодемија. Значи, се прогласи пандемија, рекој и ова е првата инфодемија. Значи, ти имаш прилив на информации што не знаеш дали се вистини, невистини. И сега се нас, ние како информација си идеме, разбираш? И сега, филтеро ти е никаков. Оти се добиваш преку Facebook, преку YouTube, преку Google, разбираш? Google има филтер убав. Значи веродостојни страници, веродостојни медиуми, ти ги клава напред, ти ги клава на first page. Се што е понатаму, што помалце прегледи има, што помалце луѓе објавувале за нешто, оди на секонд. Кога ќе пишуваш семинарска или дипломски труд, треба, што вика, ептен да си очаен ако појдеш на третата страница. Значи за нешто нема податок доволно. Значи убото си селектира филтерот. Ама ти на YouTube добиваш се и се што. На Facebook добиваш се и се што. Никој не те прашува дали е вистина или не. Втора работа, ти слушаш муабети за се. Значи можам јас слободно да дознам на Facebook со 2 клика за во Јапонија, за некој човек какво искуство имал, дури лежал на болница. Јас ко лежев во таа болница во Токио,
тој до мене имаше уба сатурација и по 1 сат му дадо еден систем и умре. Вирално. Вирално. Сега не е Јапонија, ама реален пример ти е Србија, Хрватска. Не разбираме јапонски, ама Србија, Хрватска не е преплавено со такви вести. Сведоштво на една жена која била у ковид центри. Дури- Шо корис имам јас од незиното сведоштво? Нешто поучно имам тоа? Немам. Инфодемија. Еј, значи, види нове што му се случи. Кисне шо пратам. Тоа е. Тоа И е, сега- преплавен си со секакви вести. Во таква атмосфера, значи во како што кажуваш инфодемија, ја мислам дека почетоков на епидемијава може и чима крај, ама почетоков на инфодемијава нема никогаш да има крај. Таа прва почнува. И сега нас тука ни предстои еден период како луѓе што викаш, ние ќе бидеме приморани да градиме некои квалитетни филтри, пошто се научивме да се информираме преку ова. Да. И сега ние ако во иднина не изградиме некои квалитетни филтри, буквално што, значи ќе се претвориме во шизофреничари. Така е. Така е. И колку е во вакво време се предизвик во ваква атмосфера и во ваква клима, еве во твојот случај еден млад доктор да си работи работата како што треба, квалитетно, да остани сталожен, да остани верен на некои принципи, да остани хуман, прибран и револто што верувам дека кај секој човек што се занимава со медицина денеска само се накачува, тоа некако да се исконтролира и на крајов да му се биде од корис на човекот. Така да. Предизвик е страшен. Во смисла, сега во моментов имаш болест нова. Значи, ние се запознаваме со нова болест. И што знаеме за болеста? Етапно. Значи, како што се развива, како што течи, година, 2-3, ние само дознаваме етапа под етапа. Значи, првично дознавме дека е вирус кој што се пренесува аерокапково. Значи, се пренесува преку воздушен пат. Тоа е многу битна работа да знаеш. Од старт ние кога дознавме дека се пренесува аерокапково, знаеш дека е потенцијален пандемиски размер. Не може да биде нешто што се пренесува алиментарно, преку храна и преку вода, да фати епидемиски или пандемиски размер. Во никој случај. Или нешто што се пренесува преку телесни течности. Преку крв, преку сперма, преку фекали, значи шо и да е. Значи тоа не може, значи секој треба да има контакт и фактот што ја тебе ќе те допрам, треба мојата телесна со твојата телесна течност да се поврзи. Можеме да се фатиме цел свет, не можеме. И од старт ние знаевме дека е аерокапков, дека има епидемиски размер, брзо ќе шири испадна пандемиски размер. Пошто се пренесува така, претпоставувавме дека е респираторно заболување. Респираторно заболување значи дека прави воспаление на белите дробови. Најлош случај, пневмонија, може само бронхит, само на дишни патишта. Испадна сега, после понатаму како се развиваше, дека не е само респираторно. Респиратор е влезната врата, тука влегува, така се диши, прв орган што го напеже белите дробови, прави воспаление, пневмонија, бронхит, шо и да. Сега ако ќе влезем натре, кога ќе почне да се развива, почнува да прави микротромби, шо и да. И рековме, чеки се, ова е хематолошко заболување дополнително. Нато сите дедимери, терминологии се овие што лета инфодемија. Значи ти не го разбира поима, ама слуша. Сега да се тргнеме од тоа на страна. И се испадна дека е хематолошко заболување. Значи напажа васкуларен систем. После тоа испадна дека многу луѓе добива и невролошки проблеми. Испадна дека и ЦНС напаѓа. Сега до сега сме стасани дека ова е вирус, знаеме како вирус SARS-CoV-2 од групата на тоа, мултисистемско и леко потом. До сега стасавме дека имаме вакцина и дека вакцината превенира развивање на сериозна симптоматологија. Сето за нас е тоа ново. Значи тоа е ново.
Значи ние досега сме учеле цела медицина, правам како млади лекари, сме учеле 300 заболувања се што како се лекува ова и ова најнаш не иде нова болест. Не дека нешто се случува што го немаме видено како други болести, ама ова военна болест собрани многу работи. И автоматски немаш ти некоја релевантна литература на која што ќе се повикаш. Тука е проблемот исто така страшен. Значи пробуваш ти да лекуваш, запазуваш протоколи првен американски, европски, најпрво запазуваш протокол кинески. Значи излезе одма после од која смирија тие во Вухан ситуацијата, излезе еден протокол COVID-19 guideline за како тие менаџерирале таму. Испадна кај нас не помага тоа нешто, па одиме по американскиот, па по европскиот, па имаше тука еден балкански срби хрвати што напишаме протокол. Ние како македонци немаме официјален некој протокол, да речеме имаме превод на нешто во сето тоа млади лекари го правеа by the way. Значи тој од Вухан гайдлайно има асоциација на млади лекари, една страница, и таму се договорија сите, пишуваја на Facebook, секој да земи по еден чаптер, што е можно побрзо да се преведи нешто на македонски, па го имаме како македонска верзија. Али официјално став лекарска комора или комисија за заразни заболувања или Министерство за здравство нема. Ние имаме едно што се вика таму медицина базирана на докази, значи на страницата од Министерство за здравство и таму ти пишува сите болести што може да ти текна и таму имаш гайдлайн. И ти ако се запазуваш по тоа нешто, законски си чист. Значи јас одев по овој алгоритам, а дека било потпишано тогаш, Тодоров бил министер, пишува дека вака и вака треба да го диагностицираш и да го лекуваш заболувањево, ти си чист. Прво и основно ти си чист во правна смисла. Во правна смисла, ама второ, на крај на денот ништо не те интересира тебе право, сакаш психиката да ти биде мирна, утре дома да си појдеш и да речеш, ме разбираш, не му направив проблем, јас на човеков му помогнав. Да не биде да си легнам дома и да ми изе Јан за мене, леле што направив, дали изгрешив. Ако че немаш протокол за работа, кој ќе ти кажа дали треба да се дава ваков кортикостероид, таков кортикостероид, сите нафрла мислење на ова она, тешко е целосно. И мораш да работиш сам, индивидуално, да гледаш, да учиш и во година и пол еве што сме таму, научивме сами да видиме некои практични работи што помага, што не помага кај пациентиве. Значи, сепак се иди до некои нови сознанија што секој ден нови сознанија за се што. Да го следиш невозможно. Значи, абсурдни откритија. Последно откритие еден лек триглид што се дава за покачени триглицериди, се кажува дека помага во лекувањето на ковид. Веродостојни, значи, информации се тоа. Свикаш, кај сум, што се случува? Секој ден има нови информации, некој во свето испитал, пробал, направил, тие не ода така. Значи, не сека чекајува да го пробам, се направил труд, се видело и се излегува во журнали, веродостојни, медицина базирана на докази, вака и вака, ние пробавме. Секој ден имаме нови лекарства, нови протоколи, нови методи, да го доследиш нестото е страшно. Само за таа болест. Правам сега сме моментално... И овде, Петар, се работи, кој што рече, сконцентрирани, се работи секој дневно. Значи ти секој ден, ти и твоите колеги сте приморани да си во материјава и да пратиш што ново излегува. Да. Нови искуства, нови сознанија, нови лекои. Ако сакаш да бидеш добар доктор, можеш да следиш. Сите доктори се осудени цел живот, цел работен век да учат. Тоа е крај. Мислам, закон е тоа. Значи не можеш ти да не завршуваш со медицина, така? Не. Овде морам да те кажам една интересна поговорка. Младиот лекар лекува еден пациент со 100 лекарства, а стариот искусен лекар лекува 100 пациенти со еден лек. Сега ти како сакаш исто мачи го нешто. Дали тоа е дека искусен па го знае леко или па завршил до еден си рекол повеќе нема да одам напред и да читам што е ново. Аха, значи она. Така.
Двозначно. Да. Може да се толкува. Секој како сака си го толкова. Јас сум сега млад, па ќе зијам од кај вие млади. Ама во секој случај целта и поентата е да му се помогне на човекот Секогаш. Сите никој не ичи прво и основно хумана работа е ти како единка да видиш некој на улица дека лежи и да не си здравствен работник, че ти падне жал, да видиш видео, разбираш, на некој што му се случува нешто лошо, че ти падне жал, тоа е нормално, тоа е, се вика, емпатија кон нештото, че сакаш да преземиш нешто, така? А не ти да учиш за нешто, значи да си го посветил живото и да сакаш да наштетиш во ниеден случај. Значи се што правиш за доброто на пациентот. Никогаш не било, ја не знам, да постои доктор што сака да му наштети на некој. Може да се случи. И така, од незнаење, секој има некој работи. Никој намерно не така, ичи, ама сега намерно... никој не ичи намерно тебе да ти направи лошо, ако си во здравствена институција. Прво од етичко, второ од правно. Да се сведува на правно на краја на денот. Ајде да не веруваме многу на човек како битие. Оти сите сме секој за себе. Али, ако на крај на дено од етичка гледна точка тој нечи да ти помогне, од правна мора да ти помогне. Значи нема да ти направи зло во ниеден случај. Прво нешто во медицинска етика кој ќе полагаш, ти вика, ако не можеш да му помогнеш, немој да му одмогнеш, немој да му направиш уште полошо. Значи тоа ти е закон, тоа ти е правило. Ако не знам јас тебе да те излекувам, не смем да ти давам нешто и уште толку да ти ја влошам состојбата. Значи не е срамно да речеш дека не знаеш тоа нешто да го направиш. Мислам, не само во медицината, општо во се, во животот, ништо не треба да ти биде срам да речеш ја не знам да го направам нештото. Треба да ти биде срам да не знаеш и да пробуваш упорно да го правиш и со тоа да наштетуваш на други. Значи треба да бидеш свесен за своите способности, за тоа што можеш да го направиш и не можеш да го направиш. И пред се да не наштетиш на друг. На тоа се базира општеството. Така сме изградени. Така се создало да бидеме тоа што сме сега, општество, иначе сето било претходно унга, бунга, камен, јадам, тоа е. Дури сме кај мотиви што го тера еден човек прво да почне да се занимава со медицина, па после во теко на неговиот професионален живот, да речем во Тополе. За тоа спомнав. Ај сега да се вратиме назад. И ајде. Значи малце сегашноста ја обработивме, ај сега да се вратиме назад и да поидеме да ги побараме мотивите тебе прв пат во животов, како те, значи уште си сигурно дете или си средно, кога прв пат тебе те повлекува медицина. Кога прв пат добиваш идеја дека сакаш да се занимаваш со тоа и кои се мотивите зошто сакаш да се занимаваш со тоа. Можеш да се сетиш. Тоа не знам, алал да му е на тој што најнаш пука од пушка и што кажува јас знам. Беше лето, зима, 98 игравнули, не знам јас кога е тоа. Искрено да ти кажам, не знам. Значи јас се запишав гимназија. Пошто сакав гимназија да се запишам. Значи за мене гимназија беше школо што треба секој да го помени. Значи ако некој е одлучен да оди на стручно, знае дека сака таа и таа професија да ја работи, супер е тие што се стручните средни училишта. Али јас не знаев што сакам да бидам факултет. Значи не знаев дали сакам да бидам доктор, правник, економист, поп. Откај знам, не знаев. Ми не знам дали некој знае. Ова прави муабет за периодот кој ќе одлучиш да средно биде за средно, гимназија. Да. Ја не знаев дали имам некоја таква желба.
И не знам дали искрено ја скажувам, не знам дали некој на своји 14 години е спремен да знае што ќе работи до крај на живот. Искрено не мислам дека постои таква личност, дека знаат старт, дека јас ќе бидам тоа. И дека ќе ми биде супер во живот. И затоа одам гимназија. И гимназија како средно училиште што опфаќа се и што опфаќа детално. Значи учиме од секакво, не идеја да видам да се пронајдам, дури влегувам во тој тинејџерски, не уште адолесцент, туку си тинејџер, пробуваш се учиш себе си, гледаш што ти се силни страни, што ти се слаби страни и да видиш како е едноставно. И ја некаде во средно, прва година која завршив, дознав дека сакам медицина. Едноставно така почувствував. Сега, ако мене лично ме прашуваш, ја медицина мислам дека запишав само заради една работа. Ајде. Оти сум многу компетитивен, многу сакам тоа што е најтешко, тоа да го направам. И реков, ако некој може да заврши медицина, можам и јас. И кај што е најтешкиот факултет, како ќе се замисли, одма се вика медицина и се викам, можам оти да не можам медицина. Не дека другите не се тешки. Значи, електромашински за мене е најтежок факултет, мене ако ме прашаш. Лично. Правен е уште потежок за мене. Уште потежок е за мене правен. Значи, имам другар, еднаш ја отворив таа, ја не знаев 2 збора да прочитам од книгава. А па не да го учам нештото, не ме интересира, едноставно. Може ако се посветев на тоа, че ме интересираше, фазла. Таков сум, сакам тоа да го учам. Значи, сум може нездраво компетитивен и сакам докрај да појде на нешто. Тоа беше кај нас, да речам, најтешкиот факултет, медицина, најдолго трае, цел живот учиш, цел живото ќе ти биде само работа и реков, тоа ќе го правам. Тоа ми е интересно. Сакам да бидам up to challenge цело време. Неќам да застанам до нешто. И немам да речам некоја, имав една поставено да речам цел, да станеш специјалист и сега како се ближам до целта, пробувам да смислам што понатаму ќе оди, мислам дека тоа за мене ќе биде многу лошо. Да имам веќе некоја финал. Сакам да одам нагоре. И сега уште во моментов размислувам дека може нешто фазла да биде, кој ќе стасам да бидам специјалист. Таа е мојата мотивација за медицина. Тоа дека ги сакам луѓето, дека сакам да му помагам, тоа си е башка работа. Мислам дека секој, пак ќе речам, здрава индивидуа треба да ги сака луѓето, треба да биде хуман, треба да помага. Не е ништо похуман, не сум ништо похуман јас од сите оние што донира пари за фамилии во неволја. Тие се уште похумани од мене ако ме прашаш. Значи не можам ја да играм на картата, ги сакам луѓето, многу сум хуман и решив да ги лекувам. За мене тоа не е изговор дека си се запишал на медицина. Хуман не треба да ти биде. Тоа се подразбира. Така, тоа се подразбира, тие се работи. Би требало или би сакале да се подразбира. Да. Во фамилија немам никој доктор. Значи не било нешто да одам по некоја таква, има и такви. И нив ги оправдувам. Јас едно дете дома да седи и мајка му и татко му да се здравствени работници, што е очекувано дека ќе биде здравствен работник. Цело време слуша за тоа. Нема на крајот тој да испадне правник. Еднаш многу се смеевме за тоа, оти Мартин Вучич е во филхармонија. А татко му цел живот, знаеш, Драган Вучич бил музичар, свирил, дома цело време се правило муабет само за музика, што ќе биде тој? Ќе биде фармер? Нема да биде. Нема да ора ниви, ќе биде музичар и ќе си биде добар во нешто, и таму ќе биде. Мојата желба за медицина беше тоа, дека е тешко. А искрено ме прашуваш, Значи иницијална каписла е во прва година, средно, гимназија. Прва завршувам, да, втора се запишуваме, веќе во прва и втора одевме, исто беше за сите и во трета треба да одбереш кој смер го одиш. И сега имаш смер природно-математичко Б беше мојо, кај што се посветуваме на природни науки. Математика не толку многу, биологија, хемија, физика. Значи се посветуваме на тоа, имаме по 4-5 предмети во неделата. И од тука можеш ти да замениш да бидеш биоинженер, хемичар, биолог, медицина, што и да. Имаш и други смер. И така јас се одлучив. Веќе во трета година кога се запишев на тој смер, нема назад сега како Ти одеја природните науки? Многу, да. Ми одеја сите освен француски. Јазици не ми одаич. Англиски го знам од што го користиш, од што играш игри, од што цело време си со него. А да ме прашаш искрено, јазици сум тапа.
Јазици не ми ода. Ми одеше математика, физика, многу сакав. Јас, ако мене ме прашаш што сакав, јас сакав neuroscience. Значи во западниот Ова свет. што денеска го специализираш. Не, ова јас што го специализирам сега е неврологија. Значи стрикно јас специализирам за медицинска гранка, значи дел од медицината, начин на лекување на болести поврзани со централен нервен систем. Тоа е неврологијата. Ама не е neuroscience, не е наука за неврологијата. Наука за неврологијата е јас да смислам начин, апаратче, за кој ќе му го поставам и кој ќе му ги смирам допаминските и не знам да како да го кажам, пикој на некој и што се треси, Паркинс, кој ќе му ги смирам со тоа апаратчето и тој да се смири. Значи користам технологија, користам наука како да придонесам во помагањето во медицината. Или да смислам апарат, нешто пософистицирано од магнет за скенирање на мозок. Тоа е невронаука. Значи тоа е истражувачки научен пристап. Тоа е научен пристап, нешто тоа е научен пристап. Мене тоа многу ме интересира. Тоа ме интересира општо наука, ме интересира општо физика, астрофизика ме интересира, некои чудни работи што кај нас воопшто немаше шанси да ги студираш. А искрено не бев некој многу фан да одам странство да студирам. Значи во ни еден случај, а кај нас тоа го нема. И сега имам другари од средно што се запишаа такви работи некаде во Виена таму. Тоа е, да, тоа го работа и тоа му е, баш ми е мило што постои такви прилепчани. Не беше во искушение, пошто сведоци сме што се случува со доктори, со медицински работници од нашиве простори, немаше. Во ниеден момент. Беше сигурен дека ќе останеш овде? Да. Никош не сакав да одам негде странство. Но може сум така homesick, појма не. Не можам да си го опишам чувството. Не се чувствувам јас дека имав потреба да заменам. Пак ќе се вратам на тие глупави мои амбиции и компетитивност. Значи можеш тука да успеш, оти да не можеш да успеш. Ќе се помачам, ама ќе успем. Значи тешко е. Ја не велам дека не е тешко, на сите му е тешко. Сите млади заминаа ради некои други работи. Кој замина за пари? Барем од моите колеги. Никој не замина за пари. И јас не знам дека мој колега избегал во странство дека ќе зема повеќе пари. Едноставно не може да опалнеса дека општеството ништо не функционира, ти вика. Значи се нервира за некои работи што не треба да се нервира. Не може да се посвети на својата професија максимално како што треба затоа што не функционира нешто друго. Значи нема да именуваме, ама тоа го револтира, сака да работи во општество, во држава кај што сето тоа функционира и да не се занимаваш, раци, значи само да се занимаваш со наука. Да, сака само со тоа да се занимава. Не во наукава да биде. Да, оти сега од предизвиците на младиот лекар е се. Значи ја не се занимавам само со медицина во моментов, со се треба да внимаваш. Од ова да внимавам, од она да внимавам, да се пазам, од сите општествени работи треба да ги спознам, да ги дознам. Ти за да бидеш, чист пример, да бидеш приватен матичен лекар. Треба да имаш огромно познавање од економија, од книжевност, од право, од се треба да знаеш, од менаџерирање, затоа што на кого ќе се ослониш, некои работи едноставно не функционира како што треба. И сега ти ако не знаеш дека тоа може да функционира така и само ќе заглавиш во тоа, ти треба ова да го направиш, ти треба она, врати се тогаш ова она. И ти ако сакаш да успееш да просперираш, мораш да се обучиш, да се едуцираш во таа област, за да не те зафркава тој што уствари не треба да зафркава. Тоа е проблемот, значи мораш се да знаеш. Сега мене ми е интересно да се фајчаме со области од сите, се ми интересира, сакам од ова малце, од она малце, ама не треба да си стручник да бидеш. Ти не можеш да бидеш за сте стручник. Можам да си коментирам, ја затоа што си го учев, затоа што го студирав, затоа што дипломирав. Студирав, значи тоа е многу битен збор. Значи кој ќе рече некој, студираше на тоа. Студирање, студиозност, темелност. Кај нас сите зборови губија смисла, се изгуби смисла. Значи, студирање е многу битен збор. Значи, студираше на таа тема. И утре некој ќе ти рече што знаеш ти. Човек студирав на тоа. Значи, тоа го положив. Некој постојав дека институција, држава, значи некој ми одобрил дека здраво разбирам од нешто.
Не можеш да ми речеш дека не разбирам. Екеј, да се вратиме на муабетите, дали треба или не треба да се вакцинираш или што разбираш од медицина. Студирав. Кој да е што студирал медицина, треба со поголема почит. Двајца кога ќе зборуваме за студирање, тогаш дебатираме. Иначе, зошто зборуваме за нештото? Значи, јас, ти, ако имаш студирано на шо и да е тамо, нема шо да ти се контрам тебе, ти си студирал. Чекај, ќе те слушнам, ќе разберам, ќе пробам. Треба да учиш од студирани луѓе. Некој што ја знае областа. Мене не ме интересира да ми кажи некој колега на работа зошто не свети ламбава. Мене ме интересира тој што студирал, електроинженеро. И тој ќе ме каже, доктор, ова не чини ради ова и ова. Во право се ти го студираше тоа, ќе ти верувам тебе. Нема да му верувам на доктора, зашто да му верувам на доктор. Арно, ама кој ќе ми каже колегата доктор, на овој пациент ова му е и ова треба да му направиме колега, ја него ќе му верувам, а не на електричаро што рекол, ништо не му е него, вака пробајте. Така, секој во својата бранша. Секој да си огледа своето. Затоа си студира. Кај нас не е тамо мој предизвик ко млад лекар. Мислам, предизвик на младите во Македонија е да мораш од се да знаеш. Да хаслаш, што би рекле. Да мораш од Американците. Да мораш од се да знаеш. Да. Дури сме на тоа место, ксестраност и различни области што го интересиран човек. Да се вратиме пак на прва година средно. Добро. Паралелно со идејава за да се студира медицина. Така. Сакам малце тука да доприме до музика, па после ќе одиме за иднинава и за ова што сега го специализираш. Така. Малце сакам за музика исто да зборниме, пошто ти во тој период од животов си привлечен од еден жанр на музика, хип-хоп или рап, и кажи ми малце за тоа, како те привлекува, како правите група, после како почнувате да правите песни, како настанува Титаниум, кажи ми малце за ова. Значи, имам постар брат. И постар 6 години. И секој помал брат станува, слуша од постариот брат. Посебно кога е толку постар веќе. Алте повеќе знае од работите. И сега тој мој постар брат слушаше техно, тогаш Prodigy беа, јас слушав Prodigy заедно со него. Ја не разбирам ништо, значи сум многу мал, правам муабет 7-8 години. И како звучи Prodigy на 7-8 години? Интересно. И од тогаш ги слушам и сега ги разбирам. Значи сега вака ретроспектива да мавнеш на назад, сега јас разбирам колку се тие големи како бенд. Колку е битно нивното влијание во музиката, инаку тогаш само како интересен звук, ништо друго. Сега, мојот постар брат ми носи касета со рап. И касетава се The Most Wanted. Значи, The Most Wanted се првата underground група во Македонија. Аго, значи Аго, ако го знаеш како лик во рапов, е многу битна личност. Тоа е во тие Most Wanted 86-7. 86-7 македонци што се занимава со рап? Да. Не знам за ова. Тие се првите. И ни најголем непријател, дали знаеш кој е? Ристо Бомбата. Сега Ристо Бомбата и те прерап. Значи, ако му ги слушниш неговите песни, нешто тие елементи на рап. Тој тие како Виртал Јанковиќ, знаеш, препева македонски песни, има рап елементи, така нешто. Значи, ритмично пеј. Не е рап, ама ритмично пеј. Тогаш уште не знаеле шо е рапов да го направиме нешто. Значи, се градал. И слушнав, интересно ми беше, римува, зборува, безобразно. Интересно ти е малце, безобразни зборови слушаш. Интересно е, така. Излегува после MTV и Eminem, значи за нешто што го вика рап, што хип-хоп култура на црнците, значи движење на црнците, и излегува некој белец, и автоматски тој ти е влезна врата за ти да влезеш во тој свет. Ти е белец, ако може белец да го прави, можеш и ти да го правиш. И така те навлекува.
Од секој сакав да пишувам, од секој сакав да цртам, значи си имам некоја таква уметничка жичка, ама сега, знаеш, сите си имаме некој талент и таленто е ништо, таленто е 1% за мене. Значи, ако не работиш на таленто, само го имаш и толку. Сега јас си имав, знаев и да цртам, сакав да цртам, си пишував текстови уште ко мал, така нешто интересно беше, не знам од каде, од мајка ми, татко ми, од гените што сум ги наследил нивни. И ова ми се погоди. Чекај сега ќе пробам, ќе пишувам. И јас така си пишував некои глупи рими, ќе си римував. Сега, ако ја никош не се запознаев со рапом, може сега ќе седевме дека ќе правевме муабет за некоја моја книга, поезија. Кај сам појма немам, може ме, разбираш. Никој нема да знаеш. Ама ете, така рапо го искористив и интересно беше. Пишував во малото, кај што живеем, се смеевме, сите почнеа да слушаат, знаеш, фати голем бран. До тогаш ништо ти не разбираш. Значи знаеш дека како музика е интересна, никакво влијание на тебе не не знам, може и не го разбираш како јазик. Оти ние го слушаш, ама не разбираш се детално. Сега како што користиш технологија, тогаш почнува лаптопи, компјутери, телефони, сето е на англиски. Англискиов, значи пак ќе кажам, јас сум тапа за странски јазици, само англиски знам. Англиски знам, оти го користам цело време. Учев и француски, врска немам француски. Тоа е. Шпански, не знам, тоа е. И англискиов како што го научив, како што почнав да сваќам што се кажува, сватив дека има многу поќе. И сега тогаш си во моментот кога ќе навлегуваш, тој е периодо, јас значи да речам од топ прво второ одделение до средно, јас само го слушав и го сакав како музика, ништо не ми значеше мене. Значи, што може да ми значи кој не разбирам, уба ми е за слушање. Влегувам сега во тој тинејџерски свет и не рап музиката, хип културата е многу е потентна да те изе тебе како тинејџер. Зошто? Затоа што е револуционерна, бунтна, значи бунт, како што е панко. Кај нас кажи ми во градот, во Прилеп, значи ти си градско дете ги знаеш, што има? Панкери, рокери и рапери евентуално, така? Имаше панкери и рокери. Имаше, значи тие баш како субкултура. И сите беа тие тинејџери дока некаде до 20-30 години. Зошто? Затоа што тие беа уголтани од тоа. Зависи која музика е сретнал. Тогаш е бунто, тогаш е интересното. Испајчаш и си викаш шо е, влада бе, долу влада бе, што мене ќе ми кажува, те тепа филмој. Дома ме разбираш, му кажуваш, ај вие ќе ми кажувате, пука хормони се, тој ова е многу интересно и кој ќе те налута дома и седнуваш и се слушаш музика. Право, тој таму зборува дека не можеш леп да јади од излегол од гетото, ме не разбираш, ама ти се поистоветуваш со него, имене ми е така, човек, си кажеш имене, само на друг начин тие тебе. И така се навлеков таму и почнав да ја разбирам, да ја чувствувам и да ми ја уба. После тоа, сето тоа останува понатаму на да се пишува, да се смислува поинтелигентно, да биде, да има значење што си изживеел ти дотогаш до прва година средно, ништо не си изживеел во животот, па нешто да пишуваш. Што ќе напишеш? Животот е тежок, што ти е тешко, ништо не ти е тешко, ама ајде да се каже нешто, тоа што си го слушнал. И значи се знаевме ние со другиот член, значи со Христијан, со Рик, се знаевме од претходно. И двајцата си влеговме во филмо. Онака бунтовни тинејџери, не бенди се сето, иста фреквенција, истиот начин на музика, значи рап музиката има милион жанрови. Истиот жан не привлекуваше и едноставно решивме че почнеме да работиме нешто. Тој многу ја сакаше музиката, јас ги сакав текстоите. Значи ја пак ќе се вратам назад. Мене кога ќе слушам што и да слушам, го слушам текстот, тоа ми е многу побитно, поинтересно. Музиката едноставно е нешто позадинско. Значи музиката може би ти ја отвара подсвеста, а текстот е свеста. И сега ти никош нема да сетиш зашто сееш од некоја виолина што плаче, ти мава во подсвеста, ти буди некои спомени што си ги имал претходно и не знаеш од кај си тоа, од кај се наежав. Ти мава во подсвеста во некои скриени таму сеќавања, некој што си плачел да свирела виолина или си гледал некоја сцена таква, тоа е работа.
Ама мене не ми беше интересно, тоа ми беше интересен текстот, значи значењето на нешто во колку е некој интелигентен итер со сето тоа. И ете, тука пак та мојата болна компетитивност и тука сакав јас сега да смислам поубаво да го кажам. Како ќе смислиш поубаво, треба да изживеш нешто. Ако немаш години да изживеш, ќе читаш, ќе гледаш филмови, ќе читаш книги, ќе собираш стори, нешто мораш да се надоградуваш ти интелектуално. Различни книги, ќе читаш научни книги, ќе гледаш научни работи, за да биде интересен текстот, да биде провокативен на некој, ме разбираш, да му го кажеш нешто, да не биде обични рима плива. Ама и да има грб. Ете така. И почнавме заедно да работиме. Тој почна да прави музиката, ја да пишувам и 20 останавме цело време и тука си имавме предизвици, немаш студио кај да снимаш, Прилеп прилично слаб град во рап сцената. Значи имаш песна, немаш студио. Да, имаш текст на милион, немаш ке да ги кажеш, немаш ке да ги снимиш. И собравме, да речам, некој материјал така и снимавме кај еден заболекар, а воено и музичар, што има студија. Горан? Да. И заборав дека Горан се вика. Појдовме кај него, тој во меѓувреме снимаше такви народни, така да студиото него професионално не беше предвидено за да снима рап. Значи нешто што има многу бас, пример. Значи, има и тука тука почнуваш да ја разбираш музиката како наука, да ја гледаш, знаеш дека не може се и самата продукција сега е нов свет. Продукција сега ја разбираш што е, како е снимање, да се научиш на микрофоно, па да се слушнеш дека врска нема, оти сум ваков пискав, да речеш ова не е мојот глас, човек, што се случува. И снимивме нешто интересно. Ова е ова која е година? 2007-2008, да. 2007. Вие сте средно? Прва година. Прва година средно. Прва година аха. средно. И гимназија, како и секоја година, организира мораториум. Тоа е така некој евент што го прават урбаните деца. И обично има бендови што се гимназиски така составени, свира роково она и нас не кана во тогашно Sonic, сега Take 5. И правиме промоција на албум, рапуваме таму и смешки. Ова е први албум? Тоа е први албум што никој не го знае. Никој не И се го знае. вика погоди како се вика, вандализам. Ти се рече пак оти сме многу бунтовни, така тинеџери, ништо не разбираш па од тоа. И после тоа почнуваме веќе. Значи да прв различуваме. албум на Титаниум е Вандализам. Колку песни има? 7 или 8. 7 или 8 песни. Толку имавте пари. Толку имавме пари да снимаме. Само кажи ми името Титаниум, од кај ви дојде? Пошто- Титаниум е многу едноставно. Ти кажав, сакам хемија, таква работа, сакам Нешто биологија, синоним за цврсто, за синоним нескршливо. цврсто, така е. Значи рапо е цврст како титаниум. Титаниум како елемент, како е многу цврст. Значи сите што ги прават, да речеме, ќе се вратиме на медицинава, ортопедски помагала, односно импланти се од титаниумски плочки, што се прилично цврсти, што може да поднеса тежината и притисокот на нештото. И како така ете. Интересно беше титаниум, ама не беше титаниум, туку беше титаниум, оти беше да Добро, биде црнечки, сленговски. Да, беше некако модерно. Да биде сленговски, да да биде сленговски, титаниум беше. Едногласно изгласано, многу лесно така. Сакавме да има за да успеш во да бидеш интересен, ја мислам, пред се мораш да имаш некоја мистерија, мора да има нешто интересно, мораш да имаш позадина, мораш да имаш приказна за Некоја тебе. приказка. Не може ти, јас сум Петар и тој е христијани, ние сме Толку. раперите од Прилеп. И шо приказна имаш, мораш нешто да обвиткаш Добро, мислици. се вие сте рапери од Прилеп, имате 8 песни, имате прв албум и го промовирате во тогашно Sonic. Sonic. Ајде, Не, кажи нешто ми Take се рецепцијава кај публикава, кој ќе ве слушни, вие што правите? Може да се сетиш? Рецепцијата ни се другарите, ни се школските и сите се вау и му е интересно. Аха. Зошто му е вау интересно? Затоа што Петар што учи со нас
види го што направи. Рапува. Прави песни, ме разбираш, тоа е интересно, се дешава нешто Има ново поддршка е. од другарите и од екипата. Да, интересно е. Шо прави понатаму, пред да го морам да звратам на назад, пред да биде промоцијата, ние снимаме првата песна. Не знам како се викаше. Не знам како се викаше. Не е битно, ја снимаме првата песна и таа песна ја во Апореја, Апореја, стара Апореја, и ги каниме сите школски. И сега се собира класо, наш, она 100 души во Апореја. И една песна имаме само. И ја правевме таа една песна и сите се избудалија и беше многу интересно. Не дека беше добра, оти разбираш, некој прави нешто ново, нешто интересно. Тоа е сето. И јас колку пати би одев на секакви културолошки евенти, ќе ги наречам, оти ми беше интересно. Не значи тоа дека е најдоброто нешто што го направил тој до тогаш. Дали напишал поезија, дали напишал книга, дали фотографирал, дали сликал. Едноставно поддршка. Интересно ти е, ново е нешто. Ова човече го види го, твори. Тоа значи, е интересно, нешто и да, нешто креативно. креативно се изјаснил. Не значи тоа дека не е најдоброто нешто. Ама со тоа што ќе појдеш, што ќе го поддржиш, што му дава мотивација па натаму. Ние тогаш во моментот мислевме дека е многу добро. 2 години после тоа назад кога гледав што сме снимале, реков брука не види на зошто иделе луѓе, на шо иделе, на шо се радувале. Ама ни дале елан и сме продолжиле понатаму. И имавме направено, да речам, 50 на копи и на обично вербатим CD. Значи имавме пластични онакви и си направивме некој умот, некоја слика најдовме што не сликале во Апореја тогаш и така си додадовме на Photoshop нешто глупости, вандализам пишуваше и внатре кога ќе го отвориш обично вербатим CD беше, немавме ни пари да испринтаме некој умот и ги раздадовме. Значи немаше тогаш пари. Никош пари не сме правеле од музиката. Тоа е многу битна работа може. Оти никош не се посветивме дека ќе правиме пари, па бевме слободни онака што сакаме да правиме, ништо не кочеш, едноставно го правиш од љубов. И го ги раздадовме така, јас немам CD за мене, не знам кај појде сите, интересно беше и само ни рекоја дека мора да продолжите. Прам муабет, ова не излегува од Прилеп. Не знам дали излезе од гимназија Фазла, ама од Прилеп не излезе дефинитивно. Титаниум има албум, ама никој не го знае. И после веќе видовме дека можеме, ама дека не можеме да снимаме кај стоматолого и продуцент. И рековме сега мора сами да си направиме студио. И сами, како сами? Значи татко му на Христијан го финансираше и му рече ти мораш да учиш и ако ги извеш тите петки ќе ти купам мониторки, ќе ти купам микрофон, одреди си опремата што ни треба и на буџет до 1000 евра беше буџетот, и во 1000 евра треба да купиш 2 мониторки, значи за звуков да биде како што треба, микрофон, слушалки и миксета. И треба да учиш сите петки да ги завршиш. И ги заврши сите петки и му дозволи стварно и го направи студиото. Импровизирано, ама најубаво ни беше. И таму сите други работи ги снимавме и никој нема да знае дека не е снимано во професионално студио со не знам те какви изолации. После учиш tips and tricks што понатаму. Дека не мора ја да направам глува соба, туку можам овдека вака да окрам сунгеро и дека се ќе биде во ред. Пак дека нема да ми бега звук. И почна тој да работи, си се посвети на тоа многу повеќе, веќе сега тој не пре само бит, тој само музика, веќе се внесува скроз продуцентски. Работиме, тогаш излегува кајга на форум, значи тогаш нема уште Facebook да се разбериме. Кајга на форум ти е место за комуникација со македонците. И ние си пробуваме вака така, веќе си го дефинираме стило, веќе јас тасувам до 4-та година. И веќе си проживеал нешто, си имал неколку настапи, така си видел. 3 пати несреќно си се заљубил. Да. имаш контакти со неколку рапери, не со сите од Македонија, со некои рапери надвор од Прилеп, некој од Битола, некој од Скопје. И веќе почнуваш да... Ама уба работа, во Прилеп немаш рапери. Со кој што се дружиш. Значи сами двајцата си градите филм. Ако имаше некој други, може ќе падневме под нивно влијание и ќе правевме нешто како што
мислиме дека, постарио кажал така, ние сам својим филм. Нема рапери што создава, има луѓе што сака. Да, значи тогаш кој се ударна формација и македонски синови, значи не се некој да речам што интензивно работеле или нешто да речам си сака рап, ама немаше такво нешто. Ајде, да не влегувам подетално. Сакам да кажам дека ние башка си бевме цело време. И ние ако се дружевме со некои алтернативци, тоа беа рокери, тоа беа панкери, тоа беа металци, со нив ни беше интересно. Ти се алтернативци, си муабет имаш. Значи не дека се најдуваме за истото што го сакаме, туку истото го мразиме. Исто многу битна работа во животот. Се некој може да се погодиш појче ако мразиш ишта работа, а не ако сакаш. Значи кога ќе мразиш исто е многу силно чувство. Или Задоближување. Или поблагоречено нешто што ајде, не навиваш за него. Да. Значи јас и ти можеме многу полесно да се најдеме ако двајцата мразиме Кока-кола, отколку ако двајцата сакаме Кока-кола. Тоа е мојата идеологија, јас така мислам. И тука е бев. До Да, моментов и кај што сами Сега почнувате веќе сами имате. почнуваме, направивме нешто интересно, кај га на форума местото, снимаме прва песна и до тогаш нешто креативно, најинтересно. Ја влијание што ги имам од рап, веќе слушам, разбирам се и се што, имам тројца артисти што ги почитувам премногу. Тоа се Ice Cube, Tech9 и KRS-One. И сите тројца за различна причина. KRS-One, пошто е учител, проповедник на хип-хоп културата, многу паметно зборува, значи не го гледа нештово како обична музика, туку го гледа како култура, како начин на живење. И мене тоа ми се бендисува, ми е интересно и го следам и го пратам што сака да кажува. Учителот тој го вика. Tech9 е рапер од Канзас кој што има многу интересна техника, многу брзо рецитира, чуден е, виртуозен е. Тогаш беше скрос андерграунд, никој не го знаеше, отпосле стана мејнстрим, уште поубаво не ми дојде што стана толку познат. И техниката негова ми беше интересно и пак јас тој компетитивни бубалицата сакав да го правам исто нешто брзо да рецитирам како него, да пробам. Можеш да рецитираш? Ела сега напиши текст. Напиши текст за брзо рецитирање. Иначе го фатив темпото, научив флоуто што го вика. И на крај Ice Cube, гангстер невиден, значи ро, суров, скрос. Многу интересно, значи ако сакаш да бидеш нешто, мораш да бидеш суров, не можеш да бидеш мекуш. Поготово во овој свет. Во овој свет не можеш да бидеш мекуш никако. И сите три ги правам во комбинација, правам некој интересен стил, правиме песна прва. Песната се вика Али се му инатит. Уствари тоа е наназад, Титаниум е сила. Ова е после први албум. После први албум, тој први албум в канта, не го памтиме и не кажуваме дека ние прв албум, ама беше прв албум, тоа е тоа. И албума не се вика Проект 22. И пак тука истиот муабет. Што значи Проект 22? И интересно, значи пак клававме мистерија во периодниот систем Титаниум е 22 елемент. Значи тоа е 22 елемент и сега ова се вика Проект 22. И дека работиме на некој интересен проект. Не е албум! Не е албум, ова е проект. Значи на ова се работи, не е ова музика обично, ова е проект, ова е животно. И што вика сите, значи први албум е најбитниот. Значи цел живот го преживуваш први албум, а за вториот една година, до 2. Така вика за сите уметници. И значи мораш се да внесеш тука, да те осознаеш кој си, што си, како си, се што си собрал искуство. И ја снимивме песната, интересно беше, оти рефрено го рецитирав наназад. Тоа ми беше украдено од Tech9, оти тој имаше така, рецитираше наназад, ама на англиски е поинтересно, оти таму се значи начинот како што зборува, и ако го чкрапнеш после на реврс, оди нанапред, интересно е вака. И реков, сега ова ќе му го штавам, никој го нема во Македонија направено. Најголемиот уметник, знај само да го скрие изворот кај што кради. Тоа е умешноста на уметноста и тогаш никој не го знаеше, така да ми беше добра работа и јас му напишав Али се му инатите, да. И ако го пуштеш наназад, вика Титаниум е сила, на рефренов. И сега ја пуштивме песна на YouTube, пуштивме на кајга на форум, сите се интересно звучи, Проект 22. Омото на албумот беше
титаниумска плочка и на незе пишуваше 22 број на периоден елемент, некои податоци ме разбираш за титаниумов како природен метал и тоа беше, ништо немаше, не пишуваше ни титаниум, ни проект 22, ништо не пишуваше, само Малце така беше. мистично. Да, тоа е целта, тоа е продаваш приказни и тоа се фати мамката и почнеа сите и контакти од Струмица Битола вамо таму, настап во Битола имавме, таму почнеа да вика настапов титаниум е сила, уботи иди и мислам дека тој албум кој го извадавме веќе беше бум. Тој во Вирус го промовиравме. Во Вирус тогашен, тоа е 2011. Тоа е почеток. И тој албум, мислам дека направи бум, излезе од градов. Исто имавме тогаш, пак си правивме сами CD-на, не ги продававме, кој што беше на промоцијата ги раздававме. Се погоди гимназијадата да биде. Па сите што ми беа школски, што имаја оти на гимназијадата, иде од сите градови во Македонија, спортисти да речам, средношколци за некој спорт. И се напреварува. И сите сега од класајве во Прилеп си зема по едно или две другарчина од другиве градови што иде. И од моја класа имаше 2-3 одбојкарки што имаја земено цел одбојкарски тим чупина од Струмица. Му на сите му ги дадов бензината и така појде до Струмица албумов. Се расшири сето. Многу интересен начин на ширење на албумот. Да. И значи правам муабет, ова се шири пред да посто Facebook, YouTube не беше познато и ова Значи физички се шири нешто. Физички се шири, да. Значи искусивме во нашево, да речам, творење со музика во сите начини. Првата песна која направив, заборав да ти кажам, Гимназиско кремче. Да, тоа беше таа беше една од прва песна што ја снимивме таму во овој албум Вандализам. Многу беше интересно, тоа што постоеше MSN Messenger. Преку тоа комунициравме, не знам дали се сеќаваш. Како не го имам користен. И на MSN Messenger можеше вака, имаше во едно делче, пишуваше кој се онлайн. И можеше да си напишеш топик. И покрај името ти пишува некоја мисла што и да е, или можеше опција да направиш да си гледаш што слушаш моментално на Winamp. И која пуштивме песната, му ја пративме така на 1-2 и сите на сите ја разаде. И ако се пуштив на Messenger, вака сите ми беа излезени и сите ја слушаа песна. Ја бе вака. Што се случува? Значи mind blown без крос. И другиот ден кога појдов на училиште, тоа беше гимназиска си кремче. Тука беше многу интересно, таа песна беше исмевање на гимназиското кремче. Значи тука колку сарказм и иронија се користело, сега ми дури кринч ме тепа. И, значи, ја ги исмевам нив. Значи, раскажувам приказна за како се понаша едно гимназиско кремче, како косата со гелче, веспа вози, оди во Лидово, во кафиче, некои такви прилепски интереси. И сето тоа кажувам. И на крај, кога појдов на ранниот ден на училиште, тогашните кремчина, да ти, каква песна, и јас си рекол, човек, како може и сарказмов да не го препознамо нешто. И сарказма се претвори во иронија. И тоа, и песната сите ја слушаја, убаво беше. И така беше таа приказна. Сакам да ти кажам, ги видовме сите патишта на Добро, пренос. развојниот пат е стварно имаш прилика да се Видовме се. Ја и претходно кога дете снимавме на касета, значи ја клаваш во касетофон еднава касета и во другава касета ја пушташ, крапаш рекорд и одавде свири еднава, а на другава рекорд и рецитираш. И сега од самиот касетофон влегува звук од еднава што свири и звуков ти што го снимаш. Така снимавме, така глупости правевме. Шо не? Се и сештам. На Windows Sound Record, значи тоа пуштавме исто така во позадина да свири и на Windows Sound Record уствари во позадина свири едново и ти со микрофонов и така го добиваш во еден канал се утнеш текстот, готово, замина песната чекут, нешто одново.
типично нешто за луѓе од нашите простори, таа довитливост да Импровизирање. импровизирање. Знаеш, убаво ти кој ќе импровизираш, најинтересно ти е. Оти се тие спомени, после понатаму. После кој ќе стаса до тоа професионалното, реалното и тие Ама гледај се фидбеков што викаш ти со првите песни, прво добра реакција кај другариве, Да. после кај Колинава, Да. после ова што викаш на училиште, Да. па со Топиков на МСН. Да. Значи тоа е првиот фидбек, ама после неко време како Сите тие се преска што луѓе, рече, имаш и прилика и да настапуваш надвор од Прилеп, имаш прилика да настапуваш пред стотици луѓе. Ај кажи и малце за тоа, ти пак не секој има прилика во живото да има такво искуство, пошто ти тоа после го напушташ и кој што рековме се занимаваш со... Да. Многу убаво искуство е. Прво и основно, Што ти значи тоа? многу убаво искуство е животно. Значи, во тие сите настапи, концерти што сме ги имале, запознаваш многу луѓе, многу карактери. Не само од твојот град, туку почнуваш да разбираш дека надвор од тоа ти тука што го живееш 100 години, да што се така се збора, има нешто друго, дека има поинако свет. Првиве настапи во Прилеп ти се пред другари што не слуша рап музика. Да се разбериме. Значи тој тука само те почитува тебе како другар, ништо друго. После кога стасува реалноста со проект 22, почнува тие да те слуша рап фаноите. И тие да те критикува сега. Значи да тежи нешто што го кажуваш, дали бива или не бива. Фала Богу биваше, ја не викам дека не биваше. Значи имаш и луѓе, глупости, шо му е ова вака, имаш и такви. И тоа се првите удари. Први удари, и се нервираш, ле го читаш вака на YouTube, ти напишал коментар и врајчаш во моментот. Сега, например, си ice cold, ништо не ти значи, нека коментира, тоа е негова работа, и ти си го направил твоето. Ама тогаш учиш, значи, дека дали вреди или не вреди да се расправаш со некој. Секој си има своје мислење, му се бендисува, тоа е тоа. Ти го правиш за тебе прво и основно, после го правиш за некој друг. Како што одеше понатаму, јас затоа мислам дека прекинав. Оти мислам дека после неколку песни почнавме да ги правиме за тоа што сака. А не за тоа што сака. Виш како, од кога излезе втори албум... Во смисла, правам дело за да се допаднам? Да. Тоа треба да имаш ретко кој го кажува, ретко кој го признава. Кога направивме проект 22, наредниот албум беше Прометеј, и Прометеј беше албум 180 различен од проект 22. Во проект 22 немавме ние едно гостување, што се вика, имаше 20. Значи сето беше ние, како? А во наредниот албум имавме цела Македонија. Вклучително сите познати рап артисти во Македонија. Немаше кој не, 21 песна, сето беа од САФ, од Аго, од Елегија, од Задаголо, од Дивизија, од Авторизација, од Urban Minds, оние што беа на Евровизија, ако ти текнува Генгста Оро. Добро. И тие ми беа на албум. Значи, буквално цела македонска рап сцена мислам дека беше вклучена, од продуценти, од артисти, од се. И тој албум беше пак јас си го сметам за многу подобар од проект 22, иако некој ми вика дека не е, ама беше концептуален, си каже Окован Прометеј, имаше два дела, имаше Бого Прометеј и Окован Прометеј. Првите 10 песни беа ведри, кај што е Бого Прометеј, кај што е Бог, ме разбираш, кај што прави што сака, партија ово она, после имаше тажните песни беа групирани, кај што е Окован Прометеј. Зошто е Окова, зошто е ова, си имаш интересен концепт, ама луѓево мислам дека некои стари тврдокорни рап фаци не го сакаја затоа што беше измешан, имаше се и се што во него, од сите. И сега јас таму имав песни што знаев, што понатаму сватив што сака и што не сака луѓето, и кој идеше наредно да правиме песна, видов дека, пошто се имав пробано, видов дека ја тоа што сакам да го правам, тој дело кај што беше Окован Прометеј, тие што ми беа поуметнички, поабстрактни, понеразбирливи, мене ми правеа најголем кеф, а не ми беа слушани. Разбираш? Ете вечното прашање. Не ми беа слушани. Мене ако ме прашаш, најпознатата наша песна не ми е најуба. Врска немав бе, тоа беше обична песна, ја направивме така песна, буме баб, ха, баба. И интересно беше, да.
бувна страшно. Ми е најубата песна што сум ја направил. Праше Титаниум, одма Буми Баб, како не ги знаеш Буми Баб. Разбираш? И сега наредна песна што иде, морам ја да направам нешто во тој тип на песна. За да биде слушано. Иначе, не. И тоа е едната работа што ја мислам, другата работа Буми Баб стана поголем од Титаниум и едноставно не може да ја надмениш таа песна и тоа е тоа. Мислиш, ќе те надмени твоето дело. Чест случај со многу бендови со. Да, ќе те надмени многу. Мило ми е што направивме барем еден куп песни после Незе, гостувања ваму, таму имавме еден куп концерти, тип-хоп, прилепав дека имаше скейт парк се отвараше, знаеш, почитуваја, не сакаја. Албумот беше толку добар, беше на Балкан хип-хоп радио, од топ 10 на 5-то место. Значи Балкан хип-хоп радио, најдобрите албуми рап на Балканот, Словенија, Хрватска, значи екс Југославија, Титаниум беше на 5-то место, промете албум. И тоа е факт. И за мене тоа беше супер. Значи ова е зенито на Титаниум. Да, тоа беше за мене супер се. И Буми Баб беше класика. И таа ако направивме и си игравме, ние си се зафркававме со нешто, никој спот не снимивме. И неќевме спот да снимиме. Ако не снимивме, навреме не снимивме, ние 10 години бевме веќе група што не знае и немавме спот. И рековме сега намерно нема да правиме спот. И никош не снимивме спот. И никој не знаеше колку души се Титаниум, Буми Баб, кој ќе ја слушниш, мислиш четворица дека рецитират, или тројца. Интересно му беше, не настапи, че појдеме, не те зна кој се, двајца излегува, овај, другиот што излегува не рецитира кој е овај, зошто е. Интересно беше, мистично беше, јако беше. Имаше и дружба од сите градови, се запознавме со сите градови, и тоа е убавото искуство, што сега можам да појдам во било кој град во Македонија, тоа ми даде мене ова, и да имам со кого да појдам и да ме внеси во градот, да си поправиме муабет, разбираш? Интересно беше од таа гледна точка. А како концерт или како настап, не знам што да ти кажам, тоа треба да си го искусиш. Значи треба прво и основно да не си човек со anxiety, со анксиозност. Значи за да настапуваш сценски мораш да бидеш опуштен, мораш да бидеш таков тип на човек. Ако не си таков тип на човек, прво и основно нема ни да успеш. Ќе почнеш да правиш рап, кој ќе стаса до првиот јавен настап помеѓу тројца, ќе се устремиш и ќе речиш ова не е за мене. Значи ќе сам себе си ќе се затвориш. А јас ништо немав проблем со такво нешто. Јас многу сакав да бидам на сцена, многу сакав да контролирам сцена и да рипам и да скокам и слегував. Сите настапи до еден ми беа, јас бев долу в публик. Значи го вадев микрофонот, ако е бежичен, супер. Значи тоа е некоја друга состојба во која што те фрла абстрактна, скроз. Не знаеш. Едноставно многу убаво чувството. И сите беа такви кои ќе настапува, затоа не ги сакаа настапите многу, сите беа многу формални, многу здравени, многу уплашени, многу беа кул, многу беа хардкор, а ние бевме народски. И сега излегувам јас, например, Буми Баб иди наред и сите знаа дека кога ќе дојде Буми Баб наред, ја микрофонот го фрлам и рипам публика и заедно се шуткаме сите. И шубо е вака, кога ќе го фатиш тој што ти ја слуша песната, а кога се допреш многу е во чувството. Не знам оти сите не го прават тоа нешто, ама ја го правам. Значи го имаше она што треба да го има секој фронтмен кој ќе излези на сцена, енергија. Да, и тоа сите ни го кажуваа. И баш ми беше мило тоа да речам дека една од предностите на Титаниум, не дека нешто бевме ки нешто посебно како бенд, имавме влијание кај многу луѓе. Оти знам, ми кажуваја дека ги слуша нашите песни. Гледам и до ден денеска ги слуша и баш ми е мило, ама ја мислам дека толку немам сега што да кажам фазла во смисла ете така, тогаш се почувствував дека почнувам да пишувам нешто за да ми биде слушано. Пишувам песна за настап. Значи не ќе ја да пишувам песна за настап, сакав да пишувам тоа што ми се пишува. Значи ти свесно идиш во момент кај што имаш увид дека ако продолжам во овој правец, ја всушност како уметник нема да еволуирам, туку ќе доживеам дееволуција. Да, нема да биде. Всушност слушаноста може и да расте. Може да расте, ја не велам. Ама јас како уметник нема да еволуирам. Не. Сакавме ние сосема друг правец и свативме дека пошто ова што го кажуваш ти во тој момент звучи како млади уметници што има и комерцијален потенцијал. Да, имавме ние предлози. Така? Имавме предлози за такво нешто, ние не сакавме.
Не ја гледавме, од старт не гледавме ние дека ќе заработиме од музика. Знаевме дека кај нас од музика не се заработува. Едноставно сакавме сами да си го тераме, дури можеме да си го тераме филмо. И си го истеравме и мислам дека Титаниум општо како Титаниум нема повеќе што да кажеш, што да допринеси, може само нешто да си одмали од името што си го направи. Значи нека си остани култ, нека си биде добро, како Савшо повеќе не вади песни, нека си остани Титаниум, така не е тоа ништо страшно. Значи тој однос денеска што го имаш со Ја го Титаниум. имам сега моментално тоа чувство, не значи дека така ќе остане, може. А моментов за жививе настапи, преска спомнав немалце за биохемијава на мозоков. Пошто живио настапи таа енергија пред луѓето сигурно создава една поинаква биохемија на мозоков што после ти не може во секојдневниот живот пак на таков начин да си ја регулираш. Не правим го за стимуланси и такви помагала. То не фали? Не ти недостасува некош? Фали, не можам да речам дека не фали. Се навикнуваш да живееш без тоа и тоа е тоа. Ние немој да мислиш дека имавме настапи кога да сме некој кизне колку популарен бенд. Значи се знаеше дека во годината ќе има 3-4 евенти во Македонија и на тие 3-4 евенти ние секако бевме. Пошто бевме во тој момент та групата бевме, се знае, Титаниум ќе биде, Задаголо ќе биде, Подземан ефект ќе биде, Дивизија, авторизација, тие бевме групите. И сега знаеме дека во 2013 ќе има хип-хоп камп во Охрид, ќе има Штип-хоп фест во Штип, ќе има во Скопје нешто Капанан ова она и во годината ќе се собера 4-5 концерти. Доволно. Во меѓувреме да запазиме, јас студирав медицина. А Христијан беше во Љубљана. Христијан денеска се занимава со? Значи тој си се занимава со економија. Аха, се. Да, и бизнес менеджмент. Ете така, во тој свет си е тој. Сега, гледај како, од друга страна, кај нас никош не се прифати хип-хоп културата како сериозна и сега еден бизнес менеджер и еден доктор по медицина уште прави рап. И тука имам нешто, не е една работа, не знам, многу работи се собраа. Некој треба да се неспојиво е? Неспојиво е, не сме ние до тој степен. За нас до тој степен не сме. Во Македонија. А сегде во свето е многу поинако. Таму почнал рапа во 72-га, а кај нас почна во 90-тите, да речем. Мислиш дека докторски авторитет може да трпи негативни последици доколку Не знам. Оти не знам, затоа не правам. Оти не знам што ќе биде последицата. окей да не знаеш. Окей, да не знаеш. Значи не знам дали ќе трпи или нема да трпи. Дали сум спремен да го пробам нешто, тоа нема, што веќе е готово, тоа сум го направил, така. Зад мене е, јас сум тој и тој. Претходно сум правил рап, сега сум доктор, ја не се срамам од тоа што сум го правил, и тоа сум го мислел. Не, дали ќе направам сега рап или нема да направам сега рап, ништо не менува во ситуација. Ништо не менува. Не знам дали пробувам да ти доловам тоа што сакам да го кажам. Да оставиме нека неизвестно да биде. Неизвестно да биде. Не мора да знаеме одговорот кај е живото, инспирацијата и мотивот. Секогаш тоа викам, али Титаниум како приказна сакам да кажам дека мислам дека веќе се е кажано и нема потреба шо да размислувам повеќе понатаму. Ако некогаш почувствуваме, јаве, слушај, имаме да кажеме нешто битно, ќе снимиме нешто битно, тоа е тоа. Така мислам. Без притисоци, без не, претензии. Не. Значи тука си остануваш. Да. Го правам нешто само мене ако ми. Мене кој ќе ми биде тој кеф, таа. да. Мене кој ќе ми биде кеф. Да направам сега песна за настап, значи кажав тоа што го чувствував тогаш во моментот кога пишувавме, веќе после тој не чувствував јас дека ова е квалитетно. Јас правам песна за настап. Не ичам да правам песна за настап, чека, сакам нешто креативно да се изразам поинако. Креативно што ќе се изразиш, значи јас останав во круг, значи со другиве рапери. Му го прајчам. Ај слушни го ова, види како е. Значи некој од овие работи што сакам да ги објавам. И добивам фидбези дали е убо, не е убо, си комунициравме ние. Јас сега гледам дека тие некако не ми го разбираа нештото. Ако некој што работи со таа музика не може да ми го разбери, фаноите си викам дека нема. Може јас ги навредив фаноите мои. Може ќе го разбере. Не знам. Ама едноставно мислев дека ајде.
Ќе остани. Снимено е, направено е. 1 тон песни остана направени, снимени, што не се објавени. Може некој ќе најде добро светло, ајде. Ќе ги пуштиме да биде. Оставаме неодговорени прашања, окей, да има неодговорени прашања. Направивме убави паралели. Значи направивме убави паралели, еве младоста, влијанието, детството, музиката. Направивме малце осврти на ова со кое што денеска се занимаваш и со актуелна ситуација. Ај се малце во врска со специјализацијава, со таа етапа од твојот живот. Тука што очекуваш, зошто си баш во таа гранка од медицинава? Тука кои ти се идеите, желбите, планоите? Значи, исто ќе се вратиме назад со тоа, кој ќе не знае никој на 14 години што сака да работи во живота, мислам дека и тие што се запишува на медицина, кој ќе заврши медицина, не знам дали дури студира зна која гранка ќе ги влечи од медицината. Ја во ни еден момент не почувствував потреба да се посветам на некоја специјалност или да ја засакам дури студирав. Едноставно јас се студирав медицина, интересни ми беа сите гранки. Значи, не почувствував потреба дека неврологија од момент ова е тоа што го сакам и тоа е тоа. Се дури не завршив. И од кога завршив, сега почнуваш да работиш. Прво работно место, оти кај нас дипломираш и после уште 6 месеци си стажант за лекарска комора за да добиеш лиценца. Значи ти си дипломиран доктор, ама не си лиценциран доктор. И во тој момент јас се поработив како професор и предавав предмети офталмологија. Значи на смеро за очна оптика, за оптичари, предавав предмети што беа поврзани со око и очни болести. Беше интересно. Во тој момент си реков, види што е интересна ова гранка. Оти навлегов во незе, оти требаше на децата да му предавам ја за тоа нешто. И ја навлегов подлабоко во материјата и ми беше интересно, си реков, може ќе специјализирам мочно. Тоа ми беше прва идеја. После тоа си почнав да си работам како матичен лекар. Доработев како матичен лекар, ги гледаш сите болести пред себе, па тоа ми беше интересно интерна медицина. Никаква посебна гранка од интерната медицина, ама беше интересно. Завршив и од таму, после тоа се вработи во брза помош. Во брза помош кога работиш со ургентни состојби, си реков, па интересно е и ургентна медицина да специјализираш. Убаво е, адреналинско е, предизвик е. И на крај некако се сумира сето дека неврологија, значи многу имав такви случаи, многу лесно ми лежа мозочните и многу ми е интересен мозокот како орган. Значи многу е непроучено, многу е недостижно, многу е апстрактно. Не прамува без за психологија и психијатрија. Во која смисла апстрактно? Во смисла дека мозокот како орган не е доволно проучен. Сега, ние знаеме цела анатомија на мозокот, значи ги знаеме сите делови како постоа. Овој дел е ваков, оној дел е таков, овие клетки ги има, ова праклетките, она, а уште не можеме да разбериме функциите на мозокот. Значи уште не можеме да разбериме кај е тоа што се запишува во мозоков, како се запишува една меморија што ја имаш ти толку силна од детството, зошто е толку силна таа меморија што си ја направил, од каде иде чувства, од каде иде љубов, од каде иде омраза. Значи тоа не можеш ти да го видиш, не можеш да го скенираш, не можеш да речеш еве гов дека сега ќе му ја извам омразата на човекот. И многу интересно. Многу е во таа смисла апстрактно. Јас знам дека во регијава назад овдека се вика окципитална регија и тука ако направам повреда нема да гледам. Оти тука е во мозокот, тука е центарот за вид. Зошто е таму центарот за вид? И како таму се преработува сликава, како тоа што го гледам јас сега, фотоните што ида преку очите и дразбата електро, оти во тој дел и како јас да ја добивам сликата. Интересно е. Многу има за истражување и тоа од секојаш би биле такви тоа. Пак ќе речем че се вратам ова паму предизвиков, тешко е, најтешко е неврологија. Тоа е најтешко. Најнепроучено, најнепознато, таму чудо. Сам себе губил, не знам како да ти кажам, интересно ми е, такви предизвици ми се интересни. И уба како гранка ми е и затоа решив да одам таму и
Кај да се замислувам понатаму, ништо се замислувам специјалист невролог, ништо друго во моментот. Што би сакал таму да откриеш? Кои ти се така некои прашања на кои што би сакал Искрено, во тој свет да се одговори? да, искрено ти кажам, Што е важно таму? важно е да не си правиме филми дека ќе смислам лек. Ото нема да се случи. Витно ми е да станам добар специјалист кој што е потребен за градов пред се. Добар невролог за Прилеп, да речеме дека некои основни работи што треба да се прави, што се стандардни во светот, ќе се прави во Прилеп. Значи тоа ми е многу битно. Значи здравствената нега што ќе се дава во Прилеп како од страна на невролошки заболувања да бидем на некое повисоко ниво и тука да биде задоволен народот. Први, ако искрено ме прашуваш што ми е целта дека ја што ќе постигнам како невролог, да воведиме методи што ги работа во светот прво и основно. Да имаме едно ЕМГ, да имаме тромболиза, значи процедури што ги право Запад како добро утро. Како што е стент на срце, тромболиза треба да биде некоја многу лесна метода, што еве кај нас моментално не се работи во градов, имаме недостаток на невролози. Знаеш, тоа е прво и основно што би сакал да постигнем, да биде задоволен народот, да ме сака, да ме почитува, како што јас го сакам и го почитувам. Ете да рече ова е еден угледен доктор, толку сакам. Тоа би сакал да постигнем, да најдам лек за Алцхаймер, нема шанси, мислам, да не се лажиме. А да открием подлабоко медицината, супер ми е да открием нешто интересно. Кои се некои такви прашања што те инспирира да размислуваш, да... Општо многу ме интересна подсвеста, многу ме интересна. Сон ме интересна. Чисто така. Сакам некош да дознам што е со соновите работата. Сакам општо да знам како тоа сето се преработува мозок. Многу ми е интересно информациите. Не знам како ние сме необични програмирани битија, значи ние одиме по шеми, по алгоритми, не сме нешто посебно, не сме ние непредвидливи. Значи да пробам тоа да го сватаме. Сега во сето тоа непредвидливо, во тоа предвидливо што е, ние правиме пак некои непредвидливи работи. Од кај потекнува, пак сакам да кажам, сите тие чувства што ги имаме, од кај потекнува креативноста, не знам, тоа е многу интересно. Еве, јас се занимавам со тој креативен дел, јас сакам се почитувам уметност, било каква. И да видам сега некоја слика, самиот амбиент овдека што го гледаш, потикнува некои чувства, интересно ти е. И не знаеш од кај иде тие чувства и зашто иде. Тоа би сакал некако да ми биде појасно. А тоа е дел од неврологијата, тоа е невроанатомијата, конекцијата помеѓу тие невроните. И овие 3 неврони кои ќе се поврза, знам дека си викам Петар и ова овде како го извам, сега не знам како се викам. Тоа е многу симпл вака кажано сега едноставно, ама не е разработено. Има многу за проучување и што знам дека во мојот животен век, а не работен, нема да биде проучено, оти да не бидиш од тој дел, од тој свет, што ќе го интересира таа работа. Едноставно, на крај на дено, ние сме ова. Ние сме едно свесно битие. Не знам, така се собрале 50 билиони клетки и сега пробува да се осозна себе си. Сите заедно работа да се осозна себе си. Или уште поабстрактно да појдеме, ние сме милиарда атоми, што се собрале сите заедно да работа и да дозна дека се атом. Мене тоа ми е mind blown, многу ми е интересно. И сето тоа мислам дека се крие во мозокот. Тоа е нешто што е најинтересно и најмногу за проучување. Сите други гранки се уверен, не велам не. Ама интересно од гледна точка научно. А за научно јас ништо не мислам дека ќе придонесам фазла, али за овие другиве работи, ако правиме муавет како невролог и иден во градов, мислам дека целта ми е да придонесам методи што би се работеле, што биле стандардизирани во Прилеп, што ќе бида на прилог за здравието на пациентите и поквалитетно здравство. Тоа е единствената цел моја, реална.
Кои се лидери во светов од оваа област на медицинава? Од каде и да речам најнови сознанија, кој предводи тука? За невронауката? Да. Не знам да ти кажам право. Значи, има секакви интересни работи. Италијанците се многу чуден народ. Има многу интересни видувања за сето тоа. Тие се... Па не знам што се случи. Бе, знаеш за тоа пресадувањето на глав? Не. Па имаш еден италијанец што сакаше да пресади глава на од еден човек на друг. Значи сега овој човеков е свесен се, значи има комплетна атрофија на телово. Значи телото му е неспособно. Тој само си е свесен, разумен се. И се пријавува како кандидат да неговата глава да биде трансплантирана на здраво тело. Значи на некој што ќе почине од мозочна смрт и автоматски се друго во телово му функционира и сакаше да се пресади. И ова е нешто научна фантастика моментално. Така да ми изгледа пресадиш, сцена од така. science fiction филм. Ама има италијанец што е спремен нешто да го направи и што вика дека може да го направи, да ги поврзи сите тие и тоа ќе биде многу интересно и етички и кој ќе биде и што ќе бидиш. Етички е тоа прашање, значи Да, дали е прво и во основно тоа? е етичко, а второ и основно, трето, како да го кажам понатаму е начинов на кој што ќе биде, како ќе функционира нешто, во поврзуваме. Од научна гледна точка знаеме дека многу е тешко да ги поврзиш сите тие неврони што врвани низ сребетен мозок, да не правиме другите муабет надолу. Втора работа ќе биде интересно дали ќе функционира, дали ќе го прифати телово. Еш интересно е, така, тие италијаните се чуден народ. А и меморијата на телото. Да, постои такво масол мемори се има вика, случаеви, тоа исто така негде го имам начекано, дека при трансплантација, дури има една книга кај што се трансплантира срце и после некое време од трансплантација, човеков што го прима срцево, почнува да му се појавува спомени, што не се негови. Интересно. И Пак е поврзано нешто. Нели ние не знаеме од кого земаме орган. Така. Да. Човеков почнува да има спомени и ги најдува луѓево и го запознава човеков од кој што го примел срцево. И со нив ги споделува спомени од човеков и тие му кажува. Да, вистина. Само му го проширува и за ова пишува книга. Гледаш, то мене исто ми било Значи интересно. испоѓа дека спомените не се во мозокот, значи се низ цело тело, така? Интересна работа. И сега тука ако земиш да проучуваш и да навлегуваш, ајде. Дали има то крај? Нема. Нема во ниједен случај, ама не е интересно да има крај. И за мозокот исто еден експеримент имам читано што рече се мери реакцијава на мозоков. Пример, ако ти покажам фотографија од повредено дете и сега ти, кој што реков, ми имаш некое сочувство и имаш жал, ти покажам од планина, сонце, исто имаш некоја реакција и сега ја мери се не знам која е за каков механизам се работи, значи се случува некои измени, некои бранови мозоков и ова го регистрира механизмов. После неко време, пред да му ги покажа, го повторува експериментов, знае значи како реагира организмов, сега пред да му ги покаже, уште нема виден и нема визуелен контакт со нешто, мозоков веќе реагира на истиот начин, како да предвидува во едно нешто ќе види. А човеков само кој ќе го види, тогаш во тој момент го гледа, ама реакцијава на мозоков е малце неколку милисекунди пред. Да. Има еден многу интересен YouTube канал, Visos се вика, и тој има еден тамо Майкл, и тој многу се посвети, научен канал е како ова Veritasium, значи такви се за научни работи, и тој многу се посвети на невронаука и секој што го интересира длабоко му го препорачувам, се вика Mindfield. Умско поле и многу интересно има. Тоа му е како и на онај YouTube Red. Значи како
убава серија е направено и бесплатно е пуштено веќе. И многу има за колку сме ние интересни во таа гледна точка. Знаеш, мозоко и умо се две различни работи. Како не, тоа е тоа што го правевме муабето, психијатрија и неврологија. Значи двете науки се различни една од друга. Психијатрија ја учи психата, значи ајде да го речам умо на наше кажано. Програмо? Да. А неврологијата си го учи хардверов. Значи хардверов и Да, софтверов. психијатријата е за софтверо, а неврологијата е за хардвер, за самиот мозок. А не значи дека двете не се преклопува. И не значи дека психијатријата не е поврзана на електрохемија, што би рекло. Значи правиме муабет за хормони од типо на серотонини, допамини, адреналини, норадреналини. Значи сето тоа е пак сите психијатриски пациенти има некој дисбаланс на тие хормони што во народот се познати како хормони на среќа, на задоволство, уствари тие се серотонин, допамин, норадреналин. И лекарствата сите што се дава се за балансирање на тие дисбаланси. Така да психијатријата може да се сведи дека и таа е опиплива, не е толку неопиплива да речем како што се замислува. Значи има опипливост, не Па да. Значи не може ако ти се ниски нивота на серотонин ти да бидеш среќен. Големи се шансите дека ќе бидеш депресивен. Мислам, има веќе тоа е нешто познато. Значи тоа објаснува зашто се користа медикаменти во психијатријата, така. Во психијатријата и во случај на депресија и лекување. Да, така е, да. Значи и тие се само се така различни дели. Зато на почеток ти кажав дека поинтересно е science како наука да ја гледаш отколку да ја практикуваш како ова. Само што еднаш ќе речам кај нас немаше такви услови, па ќе си останеме да ја практикуваме. И тоа ни е интересно. И е тоа проблем. Петар, да привршуваме. Ајде. Дури сме кај мозоков уште нешто не е доволно проучено. Ајде, помогни ми пласебо ефектов. Добро. Сите знаеме дека има експерименти кај што на пациент што боледува од одредена болест се лекува со медикаменти и има некои резултати или нема некои резултати. И сега на истиот човек без него знаење медикаментите му ги заменува со тик-так шеќерчина. Така да. И резултативе кај човеков, односно исцелување продолжува. Во некои случаеви дека и побрзо се случува во однос на кој ќе му даваш медикаменти. Си размислувал на таа тема? Како не, тоа е многу општа, сензитивна и честа тема кој ќе работиш медицина. За пласебо ефектот. Значи, ја тука имам еден проблем. Има вистински сериозни болести кај што ти ако даваш пласебо нема да имаш никаков ефект. Значи не може никој да ми каже дека пациент што има карцином, еве да речеме, и дека му дава хемотерапија. И во еден момент само му менува и така му пушта водичка место хемотерапија и дека тој ќе продолжи да се лекува. Во ни еден случај не можам да поверувам во тоа нешто. За некој од овие, да речам, анксио-депресивни расстройства, да. Значи, некогаш ние веруваме дека едно апче би ни помогнало. Значи, ако правиме муабет за некои такви нарушувања. Знам дека ако јас денеска се напијам тоа апче ќе ме биде добро. И тука многу добро поминува пласебо ефектот и можеш во моментот ти да му дадеш витамин и тоа да биде добро.
Тоа е нешто многу често што се случува на нашево одделение на невропсихијатриско одделение. Значи има пациенти кои што едноставно мислат дека навистина има некаков проблем, дека тоа и тоа му се случува, едноставно ти знаеш дека не е таката. Значи, ама тој верува во нештото. И која е терапијата? Ќе му даеш витамин во систем и нека ми едноставно ќе го прашаш дали си подобар, сега сум супер. Сега сум супер. И знаеш, го гледаш во акција тој пласибо ефект. Значи не може некој што Значи механизмот за исцелување е покренат. Да. Значи не може некој што бил во кома, тоа се вика конверзивно расстройство, да не навлегуваме во некој поиме, сакам да кажам, не може некој што бил во кома и која што таа кома е прилично сериозна работа, не знаеме, од секакво потекло може да биде кардиолошко, невролошко, проблем, ренално, хепатално, значи од било кој орган може да направи на таква работа, на исклучување на свесноста, тоа е кома. И не може некој да ми каже дека ќе му даеме физиолошки раствор, значи вода, во која што 0,9% има сол, и една ампула витамин Б и една ампула витамин С, дека ќе го разбуди од кома. Ако таа кома е вистински предизвикана, например, од хепатални заболувања. Значи имаме црниот џигер, хепаро како орган, произведува чисти токсини, се неправилно работи, тие токсини од мозокот се гаси во кома. И сега ти ќе даеш витамин Б и витамин С и едноставно тој ќе се излечи? Не, нема да се излечи, тука пласибово не помага. Ама кај овие што мисла дека има навистина некое заболување, пласибото помага и то како. И интересна е работа, интересна е дали ние нашето тело дека е спремно само да се лечи, тоа е факт. Значи ние како сме преживеале илјадници години како човештво, ако не можеле сами да се лечат некои работи. Само финтава е што треба многу години да се адаптираш на нештото. И тоа е еволуцијата. Сега ние и помагаме на еволуцијава да не мора да се адаптирам јас да ми пораснав дека некои заштитници за да не ми влегува бубачки или бактерии па да ми прави воспаление на ушите, туку можам ако ми се воспала ушите да дам само еден антибиотик што ќе му помогне на мојот имунитет да се избори многу полесно. Значи лекарствата што ги имаме се навистина потребни, затоа сме тука кај што сме, затоа толку брзо напредуваме, а дека телото само може да се избори, пошто е прилично сложена машинерија. Значи правиме муабет за милиарди. Паралела измеѓу таа сложена материја и денешна вештачка интелигенција? Не знам да ти кажам право. Ја не верувам дека некоја вештачката интелигенција ќе биде посилна од нас. Сме многу непредвидливи. И која е сега таа вештачка интелигенција што е, не знам, можеби јас се размислувам дека не можеме да креираме нешто толку совршено што нас би не потиснало. Тоа е моje мислење, што со другарите секош се против мене и ми викат ти не знаеш што зборуваш. Тие се на страна на... Да, тие вика дека сериозен проблем е вештачката интелигенција, а ја мислам дека сериозен проблем е зависноста од вештачка интелигенција. Али дека некогаш би се случило Терминатор или Матрикс, само дека сме далеку од такво нешто. Али зависноста наша од вештачка интелигенција е многу загрижувачка, затоа што ние губиме многу како... Знаете зошто имаме во историјата, значи историјата се запишува од северните делови, а не од Африка? Зошто првите, да речем такви, културата, значи тоа градби, општество, наука, сето било од озгора па надолу се носи, а да речеме тука во Африка е стагнирано, затоа што тие како што слегувале од дрвото, кај што било многу лесно да се јада банани и јаболка, немале потреба да решава некаков проблем и да го стимулира мозок. Ко слегле од дрвото долу,
морале да најде начин да чукна нешто, оти нашле нешто на земја да го чукна. И како што оделе нагоре, како што ресурсите за преживување се намалувале, како што се одело на север, така тие се морале појче интелектуално да се развива, да мисла на нештото. Значи да мисли, да размислува како да се справи со проблемот предизвико храна, прво и основно било. Па после студ, како да преживеам, почнале да града, после. Значи цело време го стимулирале мозокот. Затоа сме ние сега кај што сме, затоа што цело време пробуваме да решаваме некакви предизвици. Значи го стимулираме нашето размислување. И ти ако останеш на краја на денот да зависиш од вештачка интелигенција, значи некој друг да ти ги решава твоите проблеми, нема да биде напредок. И тука ќе стагнира општеството наше. Тоа е моето мислење. Затоа ја мислам дека е страшно да зависиш од вештачка интелигенција, дека ќе те надмени вештачката интелигенција, нема. Сепак ти си ја програмирал таа вештачка интелигенција, според мене, и сите ние го програмираме да биде нешто кон нас. Како што си го замислуваме Господ дека е кон нас, Значи така реплика и правиме од себе. Да, како што си го замислуваме Господ дека е дедо со бела правда, така и вештачкава интелигенција замислуваме Значи го како нас, како наблюдуваме човек. мозоков, како е организиран и пробуваме тоа исто да го ископираме надвор од нас. Да, само работата е што ние си мислиме дека шо и да направиме дека мора да биде кон нас и вонземјаните дека ќе биде кон нас. И ние од тоа се плашиме, пошто ние сме агресивни, ние сме така и мислиме дека сето тоа ќе биде исто кон нас, дека ќе ни се врати. Пошто ние сме оделе, сме поробувале собствен народ, затоа ние се плашиме дека вештачката интелигенција сега нас ќе не пороби. Или ќе дојда вонземјаните и ќе рече што сте вие, беге тамо, оди копај за мене рудници. Тоа тука е проблемот, ја што го гледам. Мислам дека затоа се плашиме од вештачка интелигенција, а не дека е реален тој проблем. Да зависиш од незе е проблем. Дека е добра работа вештачката интелигенција што помага во многу работи, например. Вештачка интелигенција е било која машина за производство. Така. Тоа е вештачка интелигенција, програмирано и гледа, си зема, си состава, си прави, значи се што работел порано еден човек или 5 души, сега еден апарат го состава. Тоа е вештачка интелигенција, значи оди по такво нешто. Моментално најстрашно што може да биде, а има постои вештачка интелигенција, се вика Google. И сега Google знае секакви информации има и едноставно да стане свесно битие, па тоа може да не направи проблем. Со Вил Смит го има. Да, ова така. сценарио. Во секој случај тука че мораме предпазливо сите, и индивидуално, ама и колективно. Ние сме многу големи фантазери за нештата и секош не бидувало за такво нешто. И затоа толку има убај епски приказни романи и се што ти си имаме бујна фантазија, а реалноста е малце поинаква. Али ова ни е поблиску, прво ти што го рече со зависноста, тоа знам и по себе, ама и многу луѓе се соочува со тоа, значи имаш зависност од ова, ти прави на некој начин ти ја уредува биохемија во мозоков и подолго време ако си дистанциран од него, ќе ти тргни ракава да го бара, знаеш, малце ендорфинче да ти се поначи. Така, да. Си сакаме лесно да ни биде. Петар, фала ти. Фала ти и тебе. Фала што дојде вака да си помуабетиме. Убај разговор, интересно е да се зборува. Ако сакаш нешто да ни кажеш што не начнавме. Мислам дека се си опфативме. Таман. Се е интересно, да. И тоа е да се интересира повеќе за наука, да се стимулира, да се интересира за култура, не се посветува на некои теми што му се начнува цело време во живото на просечниот прилепчанец од страна на политика и кладилница, нека се чита книги, нека гледа филмови, нека се слуша поинаква музика, нека променува. Многу е битно културно да се развиваме, нешто што ни фали моментално многу, ја мислам, во градов. Ама и тоа ќе биде. И тоа ќе биде. Така, да се тргне од тие некои такви дефолт ствари што се кај нас, нека проба да прошира нешто друго. Нека види како е поинако. Нека чита книги, е многу битно.
Таман порака за крај. Фала ти уште еднаш. Фала ти и тебе. Со водичка. Со водичка и Најдоброто нешто за мозок. да се хидрира, 70% сме вода.